Таква перцепција постои, да бидеме реални и се соочуваме секој ден со предизвиците како последица од таа перцепција. Но ние сме тука, работиме, постоиме, твориме, создаваме и го докажуваме токму спротивното. Гледајќи од оваа дистанца, после толку многу години искуство, а и земајќи го во предвид влегувањето на факултет, можам да кажам дека дури колегите кои доаѓа од средно стручно образование од електротехника има многу поголеми практични знаења од мене. И тоа беше нешто што јас дополнително го учев и ги стигнував. Јас сум среќена што се повеќе девојки се одлучуваат за наука и техника. Мислам дека е тоа охрабрувачки податок и ги охрабрувам сите кои имаат интерес да заплуват во тие води. Предрасуди постоеле и ќе постојат. Предизвици имало и ќе има. Истрајност, професионалност и интегритет се единствениот јазик на кој треба да зборувате. Затоа мислам дека е само предрасуда дека електрониката е машка професија и дека тоа е одминатото и секој треба да оди по своите желби и колку е тоа подготвен за да го реализира својот сон. Мала бројот на девојчињата што се запишуваат во овој смер бидејќи им влијае средината и им кажуваат кои струки се атрактивни за девојчињата, кои за момчињата и тие според тоа се движат во која струка да се запишат. Најчесто мислат дека оваа струка е за момчиња, односно дека девојчињата нема таква способност да работат со компјутерите или со било какви технологии, но всушност тоа не мора да значи, бидејќи сите може да имаме еднакво знаење за да работиме, нема врска тоа што дали е момче или девојче. Мислам дека не постојат машки и женски професии, затоа што само има луѓе кои што имаат предрасуди за тоа дека некоја професија машка или женска и според тоа се водат денешните генерации дека мора така да биде, но тоа нема никаква врска и сепак секој може да си работи тоа што го сака. Ако ги интересира технологијата, компјутерите и современите технологии, нашето училиште е одличен избор. Со труд и љубопитно може да се постигне многу и е важно да се одбере вистинската струка за да може да го реализираме нашиот сон понатаму.